Во Драмски театар беше одржана промоцијата на книгата "Да живее Долна дупка" на легендата на македонската театарска и филмска уметност Коле Ангеловски. Книгата е своевидна збирка на 4 комедии: "Да живее Долна дупка", "Аферата Рекет", "Аферата Ладен шприцер" и "Птица со главата меѓу нозе". Од нив 2 веќе се поставени на сцените на македонските театри. Комедијата "Птица со главата меѓу нозе" премиерно беше изведена во неговиот матичен театар, Драмски театар. "Птица со главата меѓу нозе" говори за растргнатоста на индивидуата меѓу сегашноста и минатото, за пандемијата, економската криза и за социјалните превирања во нашата земја. "Да живее Долна дупка" премиерно беше изведена на сцената на театар Комедија и веќе доживеа 10 представи. Оваа комедија успева со леснотија и хумор, а сепак жестоко, низ сатирична визура, да ги согледа и да ги представи нашата посттранзицијска стварност, општествените аномалии и отсуството на вредностите. Темата тоа е збирка од 4 комедии, современи комедии, 4 комедии кои што се бават, чија тема е она што денеска нам ни се случува во Македонија. Значи, различни се приказните, но темите се исти и многу современи и многу допираат до луѓево, затоа што 2 представи од тие 4 кои што се во книгата веќе се одиграни. Тоа е "Да живее Долна дупка" и "Птица со главата меѓу нозе". И според реакциите на публиката, многу добро реагираат и многу, како се вика, поготово за Долна дупка, реакциите секогаш им се се скинавни од смеење, се е добро, убаво е, ама многу е жално. Така да, мислам, јас кога ги пишував овие 4 комедии, ги пишував на актуелни теми. Да речеме, "Аферата Рекет" е аферата Рекет, што беше со сега мал нормално изместено, извртено и така натаму. Или, да речеме, има една она што разноразни српски звезди, пејачи, пејачки ни доаѓаат, па по 200-300 илјади гледачи имаат публика. Тоа е 4-та комедија која се вика "Аферата Ладен шприцер". Така, тоа се тие 4 збирка од 4 комедии. "Да живее Долна дупка" се појавував на крај, учествував и ја гледав секоја представа и гледав реакциите на публиката какви се. Без разлика дали е човек од 60-70 години или е млад човек од, не знам, 17-18, девојка од 15 години, реагираат исто, на исти места реагираат. Така да темата ги допира сите. Целава приказна тргна од еден наслов во Весник, а во Весникот беше напишано вака, дека Македонија од осамостојувањето до денеска за мали општини и независни организации добила од Европската Унија 2 милијарди евра. За половина од парите не се знае каде се. Пораката е тоа. На крај, ако завршува представата, се појавувам и кажувам, а парите кај се? Коле Ангеловски е добитник на голем број награди, од кои ќе ги издвоиме наградата 11 октомври, наградата 13 ноември, награда за животно дело Војдан Чернодрински и други.
Од 1967 година до неговото пензионирање работи во Драмски театар во Скопје. Има играно над 30 театарски и над 40 филмски улоги. Како режисер во театрите низ Македонија има режирано над 130 представи.